Ригорозни казни со трајно и времено одземање на возилото на превозниците кои во патниот сообраќај ќе вршат превоз без лиценца и дозвола за возниот ред, обврска за автобуските станици да воспостават електронски систем за издавање билети, бесплатни билети за лицата со телесна инвалидност до 90%. За вршење превоз без лиценца за превозникот или без извод од лиценца за возилото се предвидува трајно одземање на возилото и глоба од 500 евра за лицето кое го управувало. За период од 6 месеци до 1 година ќе се одземе возилото за превоз без дозвола, односно ако превозникот има лиценца, но се обраќа на релација за која нема дозвола. Ако го повтори прекршокот, возилото ќе му биде одземено трајно. Со сегашните казни и инспекции, нелегалните превозници се намалени драстично, за што е показател зголемената продажба на билети во автобуските станици, но сепак се уште има простор за намалување на дивиот превоз. За законските измени со кои автобуските станици ќе треба во рок од 1 година постапување во сила на законот да продаваат возни билети преку електронски системи со електронско плаќање, има начална согласност од станиците. На тој начин ќе се намали гужвата во станиците. Најголем дел од нив имаат систем приближен на тоа што се бара, така што нема да има големи финансиски трошоци. Тоа драстично ќе ја подобри нивната работа и ќе овозможи граѓаните да купуваат билети по електронски пат. Туристичките агенции во рамките на својата дејност за своите клиенти можат да купуваат возни билети преку електронскиот систем на автобуските станици. Сегашниот закон овозможува бесплатни билети само за лицата со 100% инвалидност, а со предложените измени границата се намалува на 90% на барање на Сојузот на инвалидизирани лица.